12 стана бараат сите 12 семејства кои живеат во времен објект кој се наоѓа на местото каде точно треба да минува булеварот во изградба Партизанска во Штип. Во моментов теренов се асфалтира, но повеќе од извесно е дека асфалтирањето ќе заврши до спорните објекти, бидејќи како што дознава телевизија Стар, од досегашните разговори помеѓу семејството и општината епилог нема. Тие се упорни во настојувањето да добијат станови од цврста градба, а не да бидат сместени во времените објекти како што им нуди општината. Што барате за замена за вашето живеалиште? Јас тражам, сине, ја тражам стан да ми давате. Ние не сме за тамо. Само улези дома да видиш што имам. Јас свари многу. Ние две фамилии тамо седеме. Стан си тражаме, зграда. Ние сме тука, знаеш ли колку години? 48 години сум тука. Па нормално стан тражиме, што ќе тражиме? Не сакаме да ни дадат некој чавкарник или што такво нешто. И ние сакаме да живееме како луѓе. Јас си тражам за тука стан. Стан. Јас не сум од тие луѓе, од овие луѓе. Ја плаќам вода, ја плаќам струја, ја плаќам се. Ваа куќе ја живеам 54 години сум јас, со документ. Јас замена тражам за моето живеалиште, по еден стан да ни дадат, да живееме и ние убаво. Колку години тука живееме, на старо и ние сакаме на ново нешто убаво. На семејствата кои живеат на спорната локација им нудиме идеално сместување во типски куќи со сите услови за современо, урбано и достоинствено живење. Ова е повеќе од коректно од наша страна и сметаме дека решението е добро за сите. Велат од општината. А дали сметате дека вашето барање е реално барање? Да. Зошто? Колку години сум тука јас. Мажа ми тука се помина, сите тука комшиите се помина. 60 години, 70 тука ние живееме, сини. Нормално е реално, како не? Да. Тоа се кажа од Скопје да ни дадат така. Реално ми е барањето на мене. Ја плаќам кирија, ја плаќам се. Ја така не живеам на ваздух. Да. Зошто? Зошто сакам ја убаво да живеам, а не веќе тука колку години во стара барака живеам. Овие барања на семејствата за општината се надвора од сите можности, бидејќи 12 стана по пазарни цени ја доближуваат сумата од околу 1 милион евра, кој општината во ниту еден случај не може да издвои и што е половина од вредноста на целиот проект Булевар Партизанска. Ова во секој случај според многумина е нереално барање, но прашањето е како ќе се заврши и кога ќе се откочат работите на Булеварот Партизанска.